Јас уште еднаш ќе повторам, и тоа го потврдив до сега, барем вие знаете, дека јас под уцени не функционирам и под притисоци. И тоа беше така од прв ден, така е и денес. Изборите ќе бидат во 2024 година и тоа е веќе апсолвирано прашање. Прашањето за уставните измени е сериозно. Тоа е државничко прашање, затоа што значи заокружување на процесот за отварање на кластерите во отпочнатиот процес на преговори со Европската Унија. Ние започнавме преговори со Европската Унија, во тек е скрининг процесот и сега се зависи од нас. Затоа ова прашање е прашање на принципи, дали некој го поддржува европскиот пат или не го поддржува европскиот пат. Условувања за вакво прашање се навистина неприфатливи. Наместо тоа, јас повикував и ќе повикувам на општествено, на широк општествен и политички консензус за европскиот пат на државата. И уште нешто. Ова не е последната одлука до зачленување на Северна Македонија во Европската Унија. Уште тешки одлуки ќе има на тој пат. Следуваат реформи. Тие реформи ги поминале сите членки на Европската Унија до нивното полноправно членство. Тоа е процес кој што ќе трае до 2030 година, според она што ние сме си го зацртале како цел. Во тој процес ќе има учесници кои во моментов учествуваат и на ниво на експерти, и на ниво на политичка одлука, и на ниво на членови на парламент, кои нема да бидат исти до крајот. Бидејќи ние во 2024 година ќе имаме парламентарни избори. Нема 120 пратеника исти да бидат во парламентот, ниту пат членови на влада по име и презиме ќе бидат исти до 2030 година. Меѓутоа, сите треба да работат кон остварување на целта полноправно членство на Северна Македонија во Европската Унија. Тоа е неповратен процес. Тоа е процес кој што отпочна и од него нема враќање назад. Тој единствено може да биде закочуван од страна на оние кои што се противат на членството на Северна Македонија во Европската Унија. Таква партија има. Тоа е партијата Левица. Таа веќе има земено друга партија во свое заложништво. Тоа е партијата ВМРО-ДПМН. И јас не сакам да верувам дека господинот Кавсами се исто така има ставено во позиција да биде заложник на партијата Левица. Повторувам уште еднаш. Ќе има голем број на одлуки кои што ќе треба да се носат во собранието. Не е ова последната одлука. И условување на тие важни одлуки за еднината на ова и на идните генерации да живеат во Европската Унија, да живеат во Европска Унија која што е заедница на држави каде што има економски просперитет, каде што има социјална правда и врвна демократија. Тоа е кочење на еднината на државата. Вие замислите кога ќе дојде следна одлука за донесување, после тие уставни измени. И замислите некој да излучи некоја политичка партија и да каже ние оваа одлука ќе ја поддржиме само ако има предвремени избори во Тетово. Дали тоа ви личи логично? Па потоа да се јави друга политичка партија да каже гледајте ние оваа одлука ќе ја поддржиме ако има предвремени избори во Аеродром општина. Така? Процеси кои што се од стратешко значење не можат да бидат предмет на уценување. Тие се за граѓаните. Тие се за идните генерации. И тоа е нешто што секој треба да го има на ум. И јас затоа велам. Вие често пати го поставувате прашањето дали владата има 80 пратеника за уставни измени. На владата и требаат 61 пратеник за да биде влада. И на секоја влада и требаат 61 пратеник за да биде влада. На граѓаните им треба двотретинско мнозинство за уставни измени, за да продолжи патот. Ама натаму уште одлуки ќе има. Тие одлуки ќе се однесуваат на скрининг процесот. Тој скрининг процес ќе покаже што се ние треба да реформираме во нашето општество. Секоја пора, секој детал, секој сегмент на општеството е предмет на скрининг процесот.
Тој скрининг е билатерален. Врз основа на него ќе имаме извештај. Јас кога се презентираше извештајот на Европската Унија за 2022 година, сега што беше презентиран, еден од моите коментари беше дека јас го очекувам не само извештајот, го очекувам извештајот од скринингот во ноември 2023 година. Таму ние точно ќе видиме докај ни се институциите, докај ни е законодавството и докаде ни е спроведувањето на законодавството во државата. И тоа ќе биде стартна позиција од која што ќе треба да ги правиме клучните и големите реформи во државата, кои што се уште не се направени. Нема оценување за такви процеси. Се друго може да биде предмет на политичка борба, на политички надпревар, се може да биде предмет на дневна политика. Меѓутоа, вакви клучни прашања да бидат предмет на дневна политика, да бидат предмет на борба за некакви ситни поени, тоа не е фер спрема граѓаните, не спрема владата. Бидејќи оваа влада покажа дека во услови на најголема енергетска и економска криза може да функционира и да носи мерки со кои што работи за задржување на стандардот на граѓаните и ликвидноста на стопанството. И тоа се потврди. Така да, тоа е одговорот.